За Hong Pham, животот во Виетнам во споредба со животот во САД е како ден и ноќ. Cuộc sống thì rất là khổ cực. Животот тогаш беше многу тежок. Заработував за живот како возач на рикша, патувајќи меѓу градови во Јужен Виетнам. Кога комунистите го презеле Сајгон во 1975 година, Фам бил испратен во камп за превоспитување, за да служи во војската на Јужен Виетнам. Тој на крајот отишол во САД на хуманитарна програма. Но сега нов бран виетнамци влегуваат во САД преку јужната граница. Бројките скокнале од нешто помалку од 300 во 2022 година на повеќе од 3000 во 2023 година, според Царината и гранична заштита на САД. До сега оваа година, повеќе од 3200 мигранти се обиделе да преминат во САД. Адвокатот Шендон Фан е во контакт со некој од нив. If people are not quite educated, Ако луѓето не се сосема образовани и слушаат лажни вести за тоа колку е лесно, тие играат со собствениот живот и со трговијата со луѓе, мрежи кои ќе наметнат голем долг на нивното семејство. Фан вели дека многу мигранти плаќаат $10,000 на трговците со луѓе за да го направат опасното патување од Виетнам до Кина, потоа Европа, Јужна Америка и во САД. Имиграцијата стана жестоко дебатирано прашање во овогодинешната председателска трка во САД. I don't think Не мислам дека има несогласување околу фактот дека има проблеми со нашиот имиграцијски систем. Дебатата е навистина за тоа што да се направи во врска со тоа. Администрацијата на Трамп сака да ги намали бројките. Демократската администрација сака да ги намали, но навистина подобро да се регулира. За жителот на Тексас, Мин Ле, имиграцијата е проблем што тој лично го почувствувал. But tôi Јас сум имигрант, така што сочувствувам со тие имигранти, но секоја земја има своја граница. Луѓето кои доаѓаат овде треба да ги следат законите и уставот. Тексас е силно погоден од приливот на илегални мигранти и сега имам загриженост за излегување ноќе. Quốc gia nào mà bị Оние кои бегаат од комунизмот имаат легитимна причина да бидат во САД. Јас не сум за давање азил на оние кои доаѓаат овде нелегално поради економски причини. Додека ставовите на ФАМ ги повторуваат оние на постарите републиканци во виетнамската заедница, некои помлади виетнамски американци не се согласуваат. My mom is more conservative. Мајка ми е поконзервативна. Таа е една од оние луѓе што сака луѓето да дојдат овде легално. И јас го сваќам тоа. Таа го занемарува фактот дека сите само сакаат да дојдат овде и да имаат подобар живот. Секогаш кога некој има можност да биде тука, ќе направи што може. Мене не ми пречи тоа, но мора да бидете како нас, да плаќате даноци, да бидете добри граѓани. Мигрантите кои успеале да стигнат овде, живеат во неизвестност, надевајќи се дека ќе најдат работа и чекајќи да видат дали следниот председател ќе дозволи да останат.